Неподметливите во собрание. Од тоа можам да видам дека можеби најомилен филм ви е Untouchables, недопирливите. Елиот Нес, Кевин Костнер. Не гледам филмови. Тој беше лајт мотивот, не? Не. Тоа е јакобински израз. Прекарот на Робеспиер но бил неподметливиот. Од тука не е инспирација. Водачот на Француска револуција. Јас се кладев пред изборите, првиот круг председателски, дека според сите трендови вие требаше да експлодирате. И може би да одите над 100. Добро. Знам да биде, односно Максим Димитриевски под вас испадна обратна. Направихте анализа, барам краток коментар на изборните резултати, првиот круг председателски избори. Дали тоа веќе антинато не проаѓа, дали луѓето сакат да им понудите решение, а не само напад, дали кандидатот, иако професорката ми е симпатична, ама не проаѓа кај младите, или младите па не се дисциплинирани, не гласа. Дали Апасиев, ако беше кандидат, ќе одеше, левица ќе експлодираше на 100. Рано ми е, можам ја да бидам наредни здрави. Значи, има сплет на околности кои што дадоа ваков резултат, меѓутоа ние сметаме дека одлично беше ова наше искуство да имаме председателски кандидат, бидејќи со тоа сметаме дека го положивме испитот матурски на зрелост на партијата и веќе левица не може да се класифицира како мала партија, затоа што сама без помош од никого успеа за 5-6 дена да собере потписи во оваква процедура и кандидиравме независна кандидатка која што не е дел од партијата по интерни анкети направени и тоа што го освоивме е тоа е реалност. Имавте некој друг во опција, се споменуваше Имавме Царев академикот, може би велат камиказа ако беше. Имавме неколку, сега да не ги именувам неблагодарно, меѓутоа по интерни анкети победи професорката и затоа прво не и понудивме, таа прифати и тоа е тоа. Идеолошки ни беше најблиска. Може би имаше мал хендикеп тоа што професорката, ако се сеќавате, 5 години уназад не даваше интервју, може би јавноста имаше подзаборавено. Но што е тука, продолжуваме понатаму, главните избори се овие избори и тука е нашиот целосен кредит и јас се кладам дека левица ќе има подобар скор на парламентарни отколку знам. Еве да се кладам. Да се кладам. Не ме личи као нови на мајде да ја прифатам кладба. После изборите. Поедна пијачка, еве. После изборите ќе бидете посилни појаки. Посилни од знам, да. Тоа врз основа на анкети го Па правите врз на пречуство? на тоа што нивниот капитен готово го достигна максимумот и излегува од игра, додека нашиот капитен тек допрва влегува и парламентарните се изборите каде што ние најмногу сме препознатливи. Зошто? Затоа што кога ќе речете опозиција, веднаш ви текнува на Апасиев и на Крмов во собрание, како прават филибастеринг, како демолираат, како се караат и се тепаат со џафери, така што тој кредит кој го имаме ние и тоа што сме го оставиле како пратеници ни дава за право да веруваме дека народот на парламентарни повторно ќе ни ја даде довербата и тоа дупло од председателски. Верувам дека и вие сте изненадени од големата разлика од резултатите. Штом ВМРО ДПМН е изненадено, тие проектира некаде околу 70, максимум 100.000. Испадна на разлика, на 170.000. Јас сум искрено изненаден не толку од резултатот на ДПМН, колку од пасокизацијата на СДС. Мислам дека ни они не очекуваа дека ќе паднат волку ниско. Искрено и јас не очекував. Јас очекував СДС да падне под 30 пратеници на овие избори, но статистиките велат дека има шанси тие да паднат не под 30, туку под 20. Зошто? Затоа што за разлика од нас, тие има кандидат кој има повисок рейтинг од партијата. Пендаровски сам по себе имаше повисок рейтинг како личност од СДС. Кога со таков скор направија вака, можете да замислите кога сега им се други фронтмени, практично Таче и други овие коносители што им се, така што има шанси пасокизацијата да се случи на овие, а не на следни избори, онаа теза која ние ја пропагираме веќе 3-4 години назад и на левиот спектар да имаме претумбации, што е добро според мене, затоа што оваа клика на социјалдемократите мислам дека конечно треба да замине во историјата. Испомнавте пасок. Според резултатите од првиот круг, макар што се кладевме, повеќе шанси има Ципрас да биде Максо отколку Апасиев.
Па не, Максо е проект, а Левица е партија, или ЕПСИЕФ е партија. Ние градиме структура веќе 6 години наназад. Ние не сме балон кој што ќе изгори на едни избори, ние трчаме маратона, не спринтерска патека и тоа е компаративната наша предност. Ние од 5 граници стигнавме до 50. Максо има закупено канцеларии, но стојат празни, така што ние сме еден жив организам кој е отпорен, кој е доста незгоден и краткорочно да, Максо ќе нанесе штета, иако нашите анализи на нашиот аналитички центар вели дека Максо не ја оштетува Левица, туку СДС. Додека на среден и на долг рок и како Левица има предност и таа предност ќе ја капитализираме кога тогаш. Затоа што Максо, еве јас му давам рок политички од година и пол пред да му се распадне структурата. Значи не заборавајте, Љубет Бошковски имаше 120-130 илјади гласа. Па видете каде е. Ќе влезе во влада и ќе му се случи тоа. Апсолутно. Ако влезе во влада, ќе му се случи на СДП сценарио да го преточат и повторно да се врати во СДС, а ако не влезе во влада, ќе му се случи раскол во партијата, бидејќи околу себе собра и шуто и рогато клиентела. Значи тој е замена на СДС, тој не е промена. Значи таму немате нови луѓе, таму имате само незадоволници и од СДС и од ДПМН. Ги гледам и по Македонија која му е структурата и тие луѓе, ако не им дадете фотелја, а ако не влезе нема да им даде, година и пол ќе имате јавни пресконференции кај што ќе кинат членски, ќе кажуваат се откажуваме целоградно, тоа е перспективата. Затоа што не работи на градење структура онака педантно како што работи Левица. И Левица, не заборавајте, има идеолошки лепак. Ние сме најидеолошки профилираната партија и Левица ја гласаат младите луѓе претежно и затоа може би дел од хендикепот е тоа што младите немаат пари да се враќаат по градовите да гласаат на двојни избори и може би тактизирале, може би си викаат ај не се враќам за председателски, ама ќе се вратам за парламентарни. И друга една предност на која што ние го темелиме оптимизмот е дека секогаш парламентарните избори во Македонија се поголемо излезноста за 10% од председателските. Тоа значи ако сега беше се извинувам 48% излезност, сега би било од 55 до 60%, што значи нови 150.000 луѓе кои не гласале. И СДС друго исто, веќе кога почнавме со анализи детални, се гласаше во среда. Мислам дека трети или четврт пат, секогаш кога СДС е на власт се гласа во работен ден. Тоа значи дека приватниот сектор, онаа радничка класа која нас не гласа, практично е цело време на работа. Ние дури имавме проблем со наши интерни наблюдувачи, кои што не можеа да земат слободен ден и да ни бидат наблюдувачи, а додека ако беше недела би имале. Така што сплет на околности доведе до ова што е, но нема простор за очајување, левичарите не очајуваат, туку работат во материјални прилики кои ги затекнале. Така што трендот е нагорен и нема простор за песимизам. Па Макси мислам дека ги знае овие анализи, може би сега вие на овој начин му помогнавте и ќе размисли дебело ако сака да биде над 100.000, како што очекува трендот во изјавите што ги гледаме во Не, Максо ќе биде околу 50-60.000 на овие избори, мислам дека. Прашањето ми беше исто, национализмот е најдоброто нешто што може да го пружи Македонија од политички аспект. Национализмот секогаш најдобро успеа. Дали сега може да се каже дека таа антиалбанизација, покрај сите други мани на власта, видите, јас мислам дека или антидуизација дека заврши работа? Дека тука не можевте да му парирате на ВМРО ДПМН? Па не знам, ВМРО ДПМН кога била антидуи, освен во кампања. Така што видите ги нашите сукоби со Џафери, ќе видите дека ние сме антидуи практично, а не ДПМН. ДПМН е глумец, буквално, кој што нели овој вика учак, овој му вика ќе ти прекипне бисквитите, млекото. Тоа е еден театар за деца и младинци и само тогаш се они антидуи. Инаку фактите говорат друго. Ние имаме 13 кривични пријави институционално поднесени против функционери на ДУИ, од најразлични калибри, од највисоки до најниски директори. Кажете ми еден пример на ДПМН кога му поднела кривично на ДУИ. Значи ние работиме педантно антидуи и од тука приматот на антидуи го има Левица, а не ДПМН. Дури вака можат да направат влада ДПМН и ДУИ без никаков проблем, разбирате. Џабе оваа помпа. Ако дојде ден да треба они да прават, вака ќе направат влада, така што. Не, друго нешто ми е чудно.
Не ви личи да биете вие националисти. Ако во партијата имате најголем Па не сме националисти. Па имате кандидати турци, имате албанци, имате бошњаци во... Да. Еве еден куриозитет, повеќе турци ќе влезат. Повеќе турци ќе влезат или избори се сега предизборна кампања, отколку да влезат преку овие турски партии етнички. Така што левица е братство единство на дело. Значи ние сме во највисоко раководство, имаме и турци, и бошњаци, и албанци, така што од тука велам, идејата и идеолошката профилација на левица е капиталот во кој што ние веруваме дека на среден и долг рок и како ќе ни даде резултати. И нема, историјата не познава скокови, така што се си е тама. Господ си знае работата. А познава скокови, кај Максо има скок. Па не, тоа е балон, тоа сакам да кажам. Максо е проект, Максо не е партија. Тоа ќе издиши, ќе се запали како слама и ќе исчезне толку. На краток рок е само проблематичен, но не е толку за нас. Повеќе СДС треба да му мислат на Максо и како ќе се постават отколку левица. Затоа што он не граби од нашите гласови. Ние имаме автентични гласови, тоа се работници, ниска класа, до некаде средно висока класа и млади. Значи Максо не допира до младите. Но за жал тие луѓе најмалце гласаат. И тука е сега нашата заложба преку кампањата да ги натераме, особено младите, апелираме да се вратат во своите родни домови кај што им гласат личните карти и да гласаат. Во диаспората, поготово во Европа, тоа е добра тема за анализа. Остваривте добри резултати, макар што добри се многу малку се пријавиле. Тука треба електронско гласање, веќе тоа е друга дебата. Да, таму е намерно проблематизирано тоа. Тоа е добра слика за диаспората. Младите се позагрижени за Македонија, младите се попристи во диаспората, барем за Европа. Да. Многу е ние интересна. Ние веќе работиме имаме посебен како оделение во Левица диаспора се. Порано беа сите со ВМРО, да помнели најголем дел. Тоа беше као традиција десничарска, но веќе... Не знам кај албанците, немам информации како е таму. Не знам ни јас, меѓутоа гледам сега дека многу се веќе и по резултатите одат кон нас и тоа ни дава за право да полека инкорпорираме таа структура во партијата, иако е многу тешко, знаете, прво се или незаинтересирани, второ има и законски пречки, например гастарбајтер не може да донира пари. Затоа што е забрането. Финансирање од надвор. Да, се смета за кривично дело практично финансирање од странски пари. Па таката они кога сакаат да помогнат не можат директно да помогнат. Ќе треба или кога се враќаат тука да остварат средби или да донираат од резидентна сметка и слично. А највеќе тоа е, они викаат дајте ви да ви даеме пари. Не можете да ни даете пари, оти ќе не поапсат. Ја така не видам, ќе не поапсат, тоа чекаат да направиме грешка во финансирање и да не поапсат. Рековте дека партениците тежат околу 350.000 евра, за тоа имате поднесено кривични пријави? Па немаме. А дека вие сте така капиталец, можеби милион, над милион. Можеби над полу милион. Ама сега ќе им падне цената на партениците. Ако ВМРО ДПМН освои 61, тоаш Не, ВМРО ДПМН нема да освои ни 50, така да нека не се прават бајрам сумот дека ќе освоат 61. Нема такво нешто да се случи и добро е што нема такво нешто да се случи, затоа што тоа ќе биде поужасно уште од времето на Грујо. Практично и ништо не ни значи. Немојте да заборавите дека Грујо не спроведе попис со 63 пратеника или даде амнестија на хашки случаи со 63 пратеника, така што ништо тоа не гарантира. И затоа е битно, како кога балансирате едно тркало, ставате оловни текчиња, и тоа текче сега да биде левица. И без него да не може да врти тркалото. И затоа е битно левица да влезе со 8, 10, 12 пратеника, без кој што во секоја идна уцена на албанските на партиите на албанското малцинство, левица ќе биде гаранцијата дека тоа нема да се случи по натамошно разградување на основските темели на државата. Според мене и според печатокот на повеќе луѓе, треба малку повеќе одговорност да покажете. Лесно е да се напаѓа, лесно е. Абсолютно. И го споменуваат пописот тука. Пописот вие сте кабатлиите што 137 илјади македонци не влегува 200.000 и тоа е најпрогресивниот дел. Затоа што во програмата велите не го признаваме пописот. Треба нов попис да спроведе. Не, треба се поништи. Тој попис по сите светски стандарди е неважечки. Над 5% ако имате. Чувствувате вина тука што не се мобилизира. Не, ние сме причината поради која што тој попис е неважечки. И крај на муавето. Тоа беше нашата историска мисија и таа ја остварив.
ДПМН беа предавниците во тој случај кои што го предадоа практично. ДПМН се отиде на линија на помалот. За се буквално и за преспански, за така што тоа се бизнисмени, тоа не се идеолози или стратези. Од тука, чим си ги гласате, ќе си ги трпите и тоа е тоа. Ако се бизнисмени, зошто им се нудите последните изјави? Апсолутно не се. Подавате рака под одредени услови. Но зашто? И главните спотови ви се левица во влада, без левица нема влада. Ама зашто подаваме рака? Ако се не подаваме рака за ресори, подаваме рака за стратешки, тоа е македонска платформа, бидејќи имате судир на овие парламентарни избори на 3 платформи. Тоа е нашата, македонска, тиранската, за која што стојат и УЧК, т.е. ДУИ и овие вреди, и имате софиска за која што стојат македонските чорбаджи или буржујските партии олицетворени во СДС и во ДПМН. Едните се отворено СДС, додека другиве се латентно. Лажат народ со одложено дејство, ќе ги донесат со одложено дејство, тоа е договорот со Максо и со Вреди да ги гласаат први 100-200 дена. И на крај кој ќе им речат од таму, не може дечки се одложено, после кога веќе ти влегла чивијата ќе речат, па добро, сега не може се одложено, ајде сега веќе кога ги внесовме, дајте без одложено. Тоа е стратегијата и народот треба да знае дека само левица и за тоа подаваме рак. Ајде да не ги внесеме бугарите во устав. И не е тоа само флоскула, ние ќе ги внесеме бугарите во устав и готово. Не, ние сме држава. Имате сигурно некој бугарин во вашата партија, што имате толку против? Тие 3.500 луѓе Прво, не се виновни што бугарската држава така се однесува кон Македонија. Прво, не постои бугарско малцинство во држава. На пописот 3.000 не го признавате. Не го признаваме тој попис, значи не постои бугарско малцинство, тоа е вештачка креација. И втората опасност, веќе ја кажав. Ама не смеете да го негирате правото на некој лично да се изрази неговото чувство. Да, но во меѓународното право, особено во билатералните односи, постои право на реципроцитет. Кога вие ќе признаете македонците од Пиринска Македонија, имате право да барате и ние да ви признаеме како малцинство. Крај на моето. Не разговараме. Ама луѓето тука се граѓани на Македонија, тоа сакам да ви кажам. Супер, нека си продолжат да бидат граѓани на Македонија, крај на моето. Нема зошто. Ние сме држава која што признава колективни права. Неправда и на нашите македонци. Ако ние лошо се однесуваме кон Бугарија, што има они да страдаат? Не е точно, ова е проект за правење Македонија Швајцарија на Балканите. Значи да не направат систем на квоти. Знаете што значи бугари устав? Да им се признае право на образование, да им се признае право на радио и ТВ програма кај што ќе ни пуштаат филмови, да ни се признае право на малцинства за Сан Стефанска Бугарија ќе ославиме како државен празник кај што Охрид ни е столица на Бугарија или државно финансирање на културни клубови им следува. Значи ние сме држава која признава колективни права и од тука е опасноста да влезе уште едно малцинство. Значи, многу е, и тоа е нов рамковен договор. Тоа е извор на проблеми, а не е решение. Немаме само доверба, се плашиме на пописот да не се тие што имале пасоши 120.000 да не се кажат бугари. Па ако се кажат бугари, тоа е што ова држава, зошто би постоела ако ние само довербата самите ја немаме внатре во себе, ме разбирате? Видите, непринципиелно е затоа што се преговара од позиција на сила. Они се членки со право на вето на ЕУ, ние не сме и сега ни ставаат услови. Океј, fuck off, одјебете, нема. Толку не разговараме какви историски комисии, какви вакансии. А нема Европа. Да сме живи и здрави, има други земји, а нема Европа. Тоа е. Има геополитика се менува. Видете го Си Џинпинг кај да. Ајме во тие други земји, други нови сојузи, па бугарите ќе бидат поголеми фраери од нас. Ова можеби е дефетизам, ама. Тоа е нова генерација се испилува која што не ферма ова. После изборите мислите дека се ќе се смени затоа што вреди со левица нема шанси да влеземе. Дуи ишпа не сака. Вреди ќе се прилагоди на приликите и ние викаме нема шанси со нив, па кога дојде ред да куткаме владата на СДС, седнавме сите, така. Така што политика е прагматична работа и ние тогаш покажавме дека не сме секташи, дека за доброто на државата знаеме да седнеме и да преговараме. Можно ли малцинска подршка, малцинско однесување, малцинска влада на левица само за да падне СДС и да падне Дуи? Мора да се видат резултатите. Значи не можеме од сега да кажеме што не знаеме што ќе зависи, не знаеме кој колку ќе освои, не знаеме кој како ќе оценува во преговорите, бидејќи имаме време 20 дена да се договараме, во смисла мандатарот има колку таму 2-30 дена да се остави влада. Така што ќе видиме прво дали воопшто ќе не викнат, второ ќе видиме под кој услови ќе не викнат. Така да се е на маса, се е во игра и ние сме спремни за сите сценарии. И да останеме опозиција и да Ги гледате ли дуелите на
Не ми се интересни, не ми се харизматички. Сијанска беше професор. Ми беше, тие дуели, ни тие не ги гледав, ни овие на Тачи и Мицко не ги гледав, така не гледам. Имате своје мислење за нив сега? Или нема да се мешате во чувството и во одлуката на гласачите како да гласат? Зашто ме прашувате? За председателски. За председателски? Да. Не оставаме. Затоа што ова прашам најческа рече. Ние еднаш се изгоревме со поддршка. Пендаровски е помалку писмен и интелектуалец од Сијановска. Сијановска е повеќе интелектуалец, ама Сијановски има помал интегритета, а Пендаровски има поголем интегритет. Не би рекол така, затоа што Пендаровски е, видите, Пендаровски е чиновник во светогледот. Да бидеме реални, баш му е гајле, дали ќе биде председател, бидејќи тој доживотно ќе си зема председателска плата. Таков е нашиот закон, за жал, и ние сме тоа да го кинеме. Тој доживотно ќе си зема плата и многу му е гајле. Јас мислам дека и ќе му улесни кога нема да стане председател. А од друга страна, ние, ако се сеќавате, еднаш се изгоревме со поддршка на професорката Силјановска и втор пат нема тоа таа грешка да направиме. Само што ја поддржавме, тоа беше речиси по моја проценка контингент од 30-40 гласа кои што не послуша. Ако се сеќавате, Силјановска во вториот круг доби 60.000 гласа повеќе. Левица тогаш немаше собствен кандидат. И веднаш после тоа благодарноста од ДПМН стигна со тоа што мене ми забранија да гостувам на нивната партиска телевизија. И веќе 5-та година јас немам ниту еднаш пренесена изјава. Тука и вие сте малку кабетлија, се каравте со медиум. Па добро, да. Па тоа покажува дека ние сме искрени во борбата, а не сме политичари кои што сакаат со сите да бидат со секта олигархија. И да, нас не мрази олигархијата, нас не мразат медиумските тајкуни и добро е што не мразат, тоа значи дека правилно постапуваме. За среќа идат нови времиња, идат времиња на подкасти, вака на поинакви емисии, телевизиите и весниците полека, но сигурно одат во историјата и ние сме новата генерација која што ги сваќа новите контања, новите трендови, ги конта и тоа е тоа. Идеме понатаму. Инаку си ја плативме цената ние за таа блокада на законот за АВМУ. И Канал 5 не вика, Сител ни еднаш ме нема викнато во цела кампања, Телмата Кугере не вика заради Мак Петрол. Значи никој не вика од националните, како да не постоиме, а не како да сме парламентарна опозиција. Ке бидете успешни председателските избори, има ли цензус или немате? Мислам дека ќе има, ситно, ама ќе има. Ќе има над 40, ако се сеќавате, прво беше 50, да беше 50 ќе немаше, но уставот го сменија. Сега е 40, мислам дека 40 ќе се остварат. Освен ако не одат овие големиве на Али Ахмети и Таче на организиран тивол бојкот. Во смисла не јавно, туку по СМС да им кажат земете едно ливче наместо две. Во тој случај е критично, затоа што малце фали да нема. Тогаш паѓа во вода цел изборен процес, одново ќе треба. Но сега за сега нема такви најави, не знам. Најческа ја споменавме, каде прочитав. Вие сте комбинација меѓу Мики Маус и Че Гевара. Тоа се вашите идоли. Најческа. Ја па ја мешам со Владо Јаневски често, така да нека и служи на чест. Да ја поздравиме. Има едно прашање тој, кој е вашиот идол? Че Гевара? Што ве следи во животот или можеби некој правник, некој од римско? Па имам повеќе идоли, да. Или од античка може Че Гевара да го земе, Фидел Кастро, Робеспиер, тие мислам да. Политички ако гледам, инаку имам, да. Книги освен ова со правото читате, белетристика или немате? Не, белетристика ретко, читам стручна литература претежно, значи политолошки дела, историско-правни дела, религиски. И што е тренд? Историјата ќе се повторува, ќе се рециклира или ќе имаме рез некој? Не. Кој е во право? Како се викаше, Фукујама не е во право, веќе крајот на историјата. Не е во право. Марксистите се увек во право. Марксистите? Да. Добро. Околу музиката, дали рокот или... Па рок, да, може да се каже така. Сега слушам блуз, джез... Ама рокот вела дека е многу дефанзива. Последен период се некои рециклажи, некои многу компонирани. Салите ги полнат, трокрите не се многу на мода. Дорс, Pink Floyd, таа генерација сме ние, така што се уште знам да си ги пуштам и да си ги слушам. Кога би биле денеска студент,
Пак направо би се запишали. Да, пак направо. Нешто сега е модерна медицина, правото, информатика. Па добро сега, кој што го влече, мене од секогаш општествени науки. Вие кој запишувате направено, се запишува може би над 600-700. Сега Не, 300. 1200 се запишува, да. Сега се 300. Сега се едва и 300, да. Па да. Поради многу факултети или нема Меѓу луѓе, нема другото интернет? и тоа, и сплетна околност, и поради тоа што ние имаме одвратна образовна политика со школарини. 1200 се запишува. Да, со школарини, со партиципации и има еден поразителен податок. Втор универзитет на кој се упишуваат македонските студенти е Љубљански. Можете да замислите. Љубљански. Да, наместо да се запишуваат во Македонија, тие одат во Љубљана и тоа е вториот универзитет после УКИМ на кој што има најмногу македонски студенти. Тоа е пораз за нас како држава, затоа што најпаметните дечки ги губиме така и мора драстично да се смени нешто во образованието ако сакаме да ги задржиме. Ние имаме 10-кратно зголемување на буџетот, исто така и платите на универзитетските професори се ужасни. Сега ви ги качи за асистенти. Да, сега пред изборите донесовме таков закон. Јас бев еден од предлагачите на закон. Така има многу работа во образование, но за образование ви требаат пари. Пари, значи треба тој скоро од 0,5% од буџет од GDP да се качи над 2%. Ние за НАТО даваме 2,5%, а за образование 0,5%. Синоќа баш тој дел го спомнав, слушнав критика, не е проблемот само во интегритетот на студиите, туку и во нивното знаење, тој е критика за вас професорите. Па да, затоа што ги учиме позитивизам претежно, а не филозофија на право и тоа е, за жал, такви генерации изнедруваат. Но од друга страна има многу за работа во правосудството, особено антинепотистички мерки, имате таму татко судија, ќерка обвинител, мајка нотар, сакате, испреплетени како црева. Има закон за потекло на имот треба на судиите, не само на судиите, туку и на сите јавни функционери, така што антикорупцијска платформа и како ни е потребна за да живнеме како држава и треба дедуизација на судството. Оваа академија која што ја направија со фалц дипломи да не стануваат судики од тефтерчиња, тоа е ужас и затоа е у минус. Кој е најкорумпиран во државата? Апелационите. Судството, судиите, обвинителите, политичарите, лекарите, професорите или новинарите? Апелационите судови се најкорумпирани. Апелационите? Да, таму си купувате Објаснете пресуда. кратко. Значи еве вака ќе ви кажам. Имате адвокат, Зошто не врховен? кој има шема, нема моќно одлучување, овие има. Имате шема, си наоѓате адвокат, тој ви наоѓа посредник, плаќате и носат две пресуди. Една против вас, една за вас. За која ќе платите, таа ја пуштаат. Имаше случај кога двете погрешка ги пуштиле. Така што апелационите судови се рак рана на државата. Ако сте член на комисијата за историско образовни прашања на Македонска Бугарска, како ќе го решите? Ќе ја распуштам комисијата. Значи таа е пара тело, пара институција која не треба да постои. Таа предизвикува, ги негира чувствата на македонците и предизвикува историски ревизионизам, односно фашистите кои биле тука организирани ги прави практично администратори, оно што Заев го кажа, и такви комисии во една суверена држава не смеат да постојат. Ќе ни треба ли таква комисија и за нашата историја современа, еве 2001, што ќе учиме или ќе биде форензички факти, само учествувале толку, се бореле толку? Па не, ние затоа што за албанците тоа е херојство. За нас тие се терористи. Каква историја ќе учат нашите деца, нашите внуци? Тоа има внуци? наука, видите, професорката Ванковска е поупатена на таа тема од мене, тоа е транзицијска правда, се вика, има начини на медијација, помирување помеѓу два закрвени народи и тоа се тактики кои треба да се применуваат систематски, а не вака. Ова е силеџиство што се применува. Се што ние не изгубивме 2001, изгубивме после. Се што не изгубивме во војна, изгубивме во мир, ради корумпирани наши политичари. Изгубивме територијалната поделба, тоа е вештачки геримандеринг, 6 изборни единици, во Западна Македонија со 5000 гласа стануваш пратеник, во Источна со 10.000 гласа. Како е тоа возможно? Така што треба, затоа е оваа македонска платформа, за конечно да имаме црвени линии и да знаеме дека ниту Тачи, ниту Мицко, ниту Апасиев ќе преговараат за нешто што не се преговара. По тоа подразбирате и тоа кога велите во програмата укинување на непотребната двојазичност, така? Апсолутно, надвор од што е непотребна двојазичност? Па ова што ни се случува, ова е де факто федерализација. Од собрание или од секаде? Тоа не значи забрана. Апсолутно не значи забрана, туку значи доаѓање на албанскиот јазик во граници на амандманот 5 од уставот. Сега вака е башибозук, сега вака е, имате еднојазичност во Тетово и двојазичност во Берово, какво е тоа?
Македонската химна, македонското знаме, македонскиот грб треба да се почитуваат или конституционално да се менуваат. Може би знамето треба петокраката да се врати. Да се почитуваат треба и не само тоа, ние имавме ситуација кога пријавивме еден министер од ДУИ кој што на средба со некој странец имаше албанско знаме ставено. И знаете што ни одговори од влада? Нема надлежен кој тоа да го спроведе. Па стварно нема надлежен. Ни во законот за грбот, знамето и химната не постои орган кој е надлежен да го спроведе. Има глоби, а нема кој да ги изрече. И затоа ние предвидуваме државен инспекторат за инсигнии или за символи, кои што над тие манифестации, кај што веете знамења на голема Албанија и слично, ќе ви дојде фино лепо, ќе ви ја забрани манифестацијата или ќе ви испорача платен налог да си платите глоба и тоа е тоа. И така ќе ви доведеме во ред. Кога би учествувала пасива една анкета, кои се најголеми пријатели, најголеми непријатели на Македонија од соседите, па и пошироко, како би одговорили? Најголеми непријатели стратешки се покажаа американците. Тие се пријатели на албанското малцинство, а работат против интересите на Македонија. А најголеми пријатели во иднина треба да не бидат кинезите, затоа што таму е иднината. Тоа е доминантна цивилизација и преку гледајте Шпанија соработува во Барселона, Грција, тоест автобуси во Србија. Не се откажува од НАТО и од Европското уније. Па не мора ние да се откажеме, само можеме да се соработуваме фино лепо и се менува геополитиката и треба да се свртиме и кон нашата традиција југословенска, а тоа е движењето на неврзаните. Таму имате 2/3 од светот кои итекако ќе ни бидат потребни на мудрите македонски политичари од идната генерација за преку Генералното собрание да си го вратиме името Македонија, кое што не е наше име, а не ова наметнато име на северџанистанци. Вештачка интелигенција, опасност или предизвик? Добрит или не благодет? Не сум многу упатен, меѓутоа мислам дека како и секое средство можете и да го употребите и да го злоупотребите. Од тука мислам дека ако има добра регулација и како вештачката интелигенција може да се впрегне практично во добробит на општеството, но за тоа има постручни од мене, јас не имам некои познавања од медиуми традиционални следите или нема веќе подобро интернет станува традиционален. Интернет станува, да. И мислам дека иднината е да згаснуваат полека. Ова вештачки што се одржува преку закон за вештачки инекции финансиски, мислам дека не е одржливо. Значи природно ќе замрат и весници, па и телевизија во перспектива. Ќе имаме онлайн медиуми, портали, подкасти. Содржина ќе има. Да, контент ќе има, платформите ќе бидат различни. Ај кратко само за крај да прелистаме Ајде. Вашата програма или главните ваши програмски залажби. Укинување на извршителите ќе бидат државни, нема да бидат приватни. Да, агенција. Затоа што укинување значи да не постојат. Да не постојат приватни, но ќе има државни. Не може да нема никој кој. Патарините укинување. Да, со систем. Кој ќе финансира патиштата? Ќе ги финансираме пак ние, меѓутоа по поинаков систем. Знаете дека еден штипјанец. Како во Бугарија и во Словенија има така систем. Еден штипјанец плаќа 1200 евра патарини годишно ако работи во Скопје, а еден австриец со 100 евра винетка си патува низ цела држава. Тоа е систем на винетки. Што имаме друго? Прохибиција, значи забрана на брзи кеш кредити, а не регулирање, значи целосна забрана. И коцкарници. Да, и коцкарници. Само во погранични места, као Гевгелија, као да биде Лас Вегас нашиот, така може, меѓутоа вака да има коцкарници на секој кјошен не. Национализација на Евана. Апсолутно. Тоа ќе чини, треба многу да плати на тоа. Евана треба да се избрка на клоци од тука, како што е избрка и од други држави. Значи, таа е бомбонат бизнис на Бучко и на Рада. Од тука ништо добро не видовме ние од Евана, не само на Евана, национализација треба на сите дистрибутивни мрежи, од гасоводи, нафтоводи, интернет провайдери, тоа се топлификација, тоа све треба да биде државно. Веќе беше таа национализирана практично. Прогресивен данок, значи богатите да плаќаат повеќе. Тоа значи и поголеми казни, прогресивно, така и во Германија, мислам. Па да, глобите да соодветствуваат на вашиот приход. Бидејќи ако ти си милионер и те казни полиција со 500 евра. Да објасним, ако 30.000 евра зема месечно плата, он би платил 1000 евра казна, а јас би платил 100 или 200. 20 евра. Или 20. Така, да. Значи не е исто 500 евра за тебе и 500 евра за некој кој живее на минимален заради. 6 часов на работа време. Апсолутно. Зошто намалувате во Црна Гора сега, мислам дека до крајот на годината ќе бидат 7 часот. Да. Затоа што скандинавските истражувања, па и пилот проекти во Германија покажаа дека луѓето се многу попродуктивни кога работат 6 часа
И друго, воведуваме двосменска администрација, тоа значи 2 пати по 6, 12 часа да работи администрацијата и вие после работа во 4,5-5 саат да отидете да си завршите нормална работа на шалтер. Пописот го споменавме, не за бугари устава споменавме, Така. враќање на називот македонски, тоа го споменавме, двојазичност не споменавме, легализација на марихуаната, со ова завршуваме. Па да, тоа е програма наша уште од 2016 година. Ние имаме не само канабисот, туку и афионот, враќање под државна капа, затоа што афионот, производство во медицински цели, затоа што тука се одгледуваат уште од време турско најквалитетниот афион. Тоа значи државна еден вид на веледрогерија или како ќе ја наречеме, како што е алкалоид сега, но под државна капа со плантажи од канабис за медицинска употреба и со плантажи за афион, кој што ќе биде и те како придонес кон буџетот на државата, а во поглед на канабисот ние сме и за легализација за рекреативна употреба, по германскиот модел кој што го воведува пред некој месец. Холандија е уште одамна, меѓутоа Германија сега веќе го воведува. Заев бил голем фраер. Заев е бизнисмен, не е фраер. За марихуаната зборуваме. Па него поддржавте тогаш он која бараше. Па вие имате аир нешто од тоа, од неговите фирми, не. Но друго е кога државата ќе произведува. Тогаш ќе имаме аир сите, затоа што приходот нема да одат по заевци и компании, туку ќе одат во државни предпријатија кои потоа ќе го редистрибуираат. Василе, благодарам за разговорот, ти пожелавам среќа на крај, порака некоја. Порака, особено до младите и до студентите, вратете се за инат во среда и заокружете број 5 за на 9 мај да славиме повторно победа над фашизмот. Димитар Пасиев, Фала ви на Левица. приликата. Поздрав. Парламентарни избори 2024.